Добар ден и од мене, започува магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Долго време беше непознат проблемот со дефицитот на вниманието, па овие деца беа нарекувани мрзеливи, невоспитани, немирни, што во голема мера влијаеше врз нивната самодоверба и формирањето негативна слика за себе. Но сега лекарите заедно со стручните лица како психолозите и дефектолозите, па и родителите и наставниците во училиштата можат успешно под контрола да го држат овој проблем, а понекогаш и да го решат. За неурофидбекот како третман, односно тренинг за подобрување на вниманието и концентрацијата кај децата, денеска ќе зборуваме со Фики Гаспар, психолог, неурофидбек тренер, и Кате Милошевска, дефектолог од Центарот за психофизичко здравје. Гаспар, добре ни дојдовте. Добре време. Се поголем е бројот на деца кои што имаат дефицит на внимание, односно имаат намалена концентрација, потоа се забележуваат знаци на хиперактивност. Зошто е тоа така? Зошто? Постојат повеќе тези од истражувањата што биле направени и сега зависно може да биде од надвршна природа или може да биде од генетски фактор. Сега зависно од тоа различно. Така, значи може или биолошки фактор или пак психолошки може да биде? Токму така може и психолошки фактор да биде. Така, како се утврдува оваа состојба? На кој начин се диагностицира? Диагностицирање се диагностицира со тоа што детето му се прави една проценка. Во таа проценка, додека се прави проценка, детето има проблеми со задржување на вниманието, постојано е активно, не може да се сконцентрира, вниманието му е краткотрајно, од неколку минути, прави пауза кога се насочува кон одредена површина за работа или на одреден простор, не може да запомни, постојано се движи. Така, се која е разликата помеѓу немирно, можеме да објасниме, хиперактивно дете, односно дете со дефицит на вниманието? Како се прави таа разлика? Бидејќи некогаш наликуваат овие состојби една на друга, но не секој дете со хиперактивност и нарушување на вниманието всушност е хиперактивно. Токму така. Значи со неурофидбек третманот се гледаат мозочните бранови. Баш по тие мозочни бранови може да увидиме дали само детето во моментот е немирно или мозокот укажува на некоја абнормалност и е уствари хиперактивен. Така. Значи според одредените бранови, например бета-2 бранот кој што укажува високата активност на мозокот, точно знаеме дали се работи за моментална немирност или некој надворешен фактор кој што го прави детето да реагира така, или сепак се работи за внатрешен ефект кој што го прави да биде токму хиперактивен. Така, вие веќе го споменавте неурофидбек тренингот, за овие состојби понекогаш има медикаментни решенија. Не секогаш родителите се пресрекни кога ќе им дадат предлог лекарите нивните деца да пијат апчиња за да се смират. И меѓу другото, таа терапија е краткотрајна, но фидбек третманот веќе дава долготрајни ефекти, да. Што е многу важно, да има долготрајни резултати. Да, што е многу важно и дава долготрајни ефекти каде што може да се направи таа промена за краток период и да остане баш долготрајна. Неурофидбекот е исто така многу безбедна метода, значи нема нуспојави, нема негативни ефекти и тоа е многу голема предност за оваа метода. Так. Може да се работи во долг период доколку има потреба, ако зборуваме за некоја потешка ситуација или диагноза кај детенцето. Така да неурофидбек е дефинитивно добар начин да се, и покрај тоа што некои деца земаат медикаменти, неурофидбекот може пропратно да иде со нив, затоа што не се меша со субстанциите кои што ги земаат. Споменавте ЕЕГ, значи снимање на мозочната активност, така? Да, баш ЕЕГ во будна состојба, додека детенцето значи не мирува, не спие, туку е во својата нормална средина и баш тогаш ја гледаме работата на мозокот. Сега споменавме ЕЕГ, но всушност се работи за игрици, видеоигри, за концентрација. Еве да објасниме, значи најнапред се прави ЕЕГ и кога ќе се утврди дека детето всушност има нарушување на вниманието, на концентрацијата, дури тогаш се пристапува кон практикување на терапијата, односно игрите. Ајде да објасниме какви игри се, на кој начин се играат. Има многу различни игри. Сите тие се на некој начин интересни направени за детето, да може да се сконцентрира нив и
да му го привлекуваат вниманието и со самото добро играње, добро работење, тој добива поени. Колку повеќе е сконцентриран и насочен на самата игра, толку повеќе поени добива и таа самата игра реагира позитивно, како например со аплауз, како зелена боја се појавува наместо црвена, некои индикации кои што му кажуваат дека добро ја работи и дека баш вниманието треба да му биде насочено на таа вежба, доколку не работи соодветно, вежбата веднаш покажува дека треба поголема концентрација, поголемо внимание. Дали играта запира кога ќе се намали концентрацијата кај детето? Да, играта доста го намалува своето темпо, некогаш и се паузира, ако детето кое што работи проба да стане од самото столче кај што работи или не гледа во самата вежба, значи доста реагира со самиот клиент. Така, дали детето цело време е приклучено всушност на ЕЕГ Да, додека цело време игра? е приклучено, цело време се гледа неговата мозочна активност и во текот на третманите се гледа и ефектот од првиот третман па секој последователен за самиот ефект и промената. Има различни игри сега, дали некои игри почесто ги бира девојчињата или пак момчињата? Какви се игри? Има пазлс, има сложувалки, што се игра? Да, има мозаик, тие се убави за релаксација, доколку работиме на хиперактивност, каде што се сложува слогалка. Значи имаме колички и авиончиња кои што најмногу ги сакаат машките, нормално, они се попривлечени кон тие игри и има некои други игри кои што повеќе ги преферираат девојчињата, како кукли, најчесто нешто едноставно е, не е нешто кое што им многу ги замара или ги збунува. Така, претпоставам дека нема дете што одбило да учествува на овој третман со оглед на тоа дека се работи за игри. На почетокот, додека не им се пуштат игрите, значи, сите така, се исплашени, доколку се работи за 5-6 годишна возраст. Повозрастните не се плашат. Веројатно им е страшен оној момент кога им се стават електродите на главата, доколку не се правеле ЕЕГ предходно, но моментот кога им се пуштат самите вежби, самите игри, они веќе одма се вклучуваат во активноста и на некој начин и уживаат и сакаат да доаѓаат често во нашиот центар и да ги работат тие вежби. Така, концентрацијата, некаде прочитав, се учи на несвесно ниво. Што тоа значи? Дали децата прават разлика помеѓу концентрација и исклученост? Како тоа се учи? Вака, значи, со неурофидбекот, баш тоа, значи, несвесен начин на воспоставување на повратна врска. Значи, концентрацијата, они не се свесни дека работат, нормално и самите деца на таа возраст не можат да бидат свесни дека прават некоја промена, туку самата промена настанува несвесно во нивните мозочиња. Така да, тоа е, ефектот е многу добар за тоа што и они не знаат дека работат уствари нешто. Дека учат концентрација. Така. 3076-677 е телефонскиот број на телевизија Телма. Овој дел од емисијата ќе биде контактен. Доколку имате прашање поврзано со дефицитот на внимание и концентрација кај децата, начинот на кој што тоа може да се подобри или пак за денешнава тема неурофидбек тренинзи, слободно можете да се вклучите во програма. Колку часа трае играта во текот на денот? Колку често детето треба да доаѓа и да ја вежба концентрацијата? Многу убаво прашање. Најчесто се работи 3 пати неделно, тоа не е минимумот за да се направи тој континуитет и таа промена во самиот мозок. Најдобро е да се работи секој ден, но времето и нормално другите фактори не ни дозволуваат тоа да го правиме секојдневно, али најдобро е секојдневно да се работи и трае 30 минути самиот ефект. Значи имаме работа од 30 минути, каде што влијаеме на мозочето и некогаш доколку сакаме поагресивно да ја направиме промената, се прават и 2 третмани на ден. Така. Да. А се случува ли децата да не можат да издржат 30 минути да играат играта? Точно, најчесто некои не можат да издржат баш заради таа хиперактивност и имаме ситуации кога правиме пауза, кога искачат малку надвор да земат воздух, па се враќаат на самата вежба, така да имаме комбинации со кои што се решава и тој проблем. А на која возраст се најчесто децата кои што се вклучуваат? Од 5 години нагоре најдобро е да се почне, пред тоа и не баш секогаш се препорачува. Има од 5 нагоре до
крајот до 70 години сите може да и возрастни може да исто, вежбаат. Што кај возрастните се развива? Ни Кај претпоставам дека не е возрастните концентрацијата или пак оние кои има што и имаат деменција ситуации. можеби може да подобрат дел од своите има проблеми. ситуации кај деменција, кај мозочни удари кога се работи на тоа, али возрастните најчесто идат за релаксација, за опуштање, за смирување, за намалување на стресот. Така, да се вратиме сега на децата, на дефицитот на внимание, неурофидбек тренинзите не се всушност доволни за целосно да се реши проблемот. Со децата треба паралелно да работат дефектолог, логопед и слично. Што се работат паралелно децата? Токму така, додека додека се работи на неурофидбек со децата, паралелно работи дефектологот со нив. Се работи на претежно на вежби за релаксација, и тоа се препорачуваат, дефектологот ги препорачува овие вежби да се работат и дома задолжително пред спиење, бидејќи детето со тоа се стабилизира, му се покачува концентрацијата, вниманието, подолго време се задржува на една одредена активност, може подолго време да седи на стол, со тоа автоматски и повеќе да помни. Така, имате некои игри кои што ги играат со коцки, со нешто слично, со некои предмети? Ние правиме и физички вежби, а покрај тие физички вежби имаме и игри за насочување на внимание и за задржување на концентрација, со редење на коцки по пример и редење на коцки по големина. Правење на кули од тие коцки. Потребно ли некогаш убедување со детето доколку нема концентрација, не сака да седне или пак не може да се концентрира? Како го насочувате неговото внимание кон одредена задача? Претежно пред да почнеме, за да го насочиме вниманието, токму ги правиме оние вежби за релаксација и кога ќе завршиме со тие вежби, автоматски детето има повеќе е стабилизирано, повеќе концентрација, потоа правиме и вежби доколку е потребно, зависно од возраста на детето и зависи од во која мера, во кој степен е таа нестабилност на детето, правиме и вежби за контрола на импулсивност. Така, ќе проговориме какви се тие вежби, но најнапред да го вклучиме гледачот кој што е веќе на линија. Добар ден, повелете. Добар ден. Дали се слушаме? Се исклучил гледачот во ред. Ќе има можност повторно да се јави доколку сака да се вклучи во програма и секако ќе може тогаш да го постави своето прашање. Значи ги споменавте вежбите за физичка активност, за релаксација. Што вклучуваат тие вежби? Што децата прават во тие моменти? Кога вежбите за релаксација претежно се вежби со вдишување, издишување, задржување на воздух, со цел повеќе во мозокот да му дојде повеќе кислород на детето и со тоа да се зголеми концентрацијата, а додека вежбите за импулсивност, тоа се физички вежби со раздвижување, со активност на целото тело, со цел да се потроши енергијата, вишокот на енергија која што ја има во моментот детето и со тоа автоматски да се стабилизира. Еве уште еден обид да го вклучиме гледачот во програма. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Да, се слушаме. Така, одлично, конечно се слушнавме. Кој ни се јавува? Се јавува гледачка од Битола. Така, повелете. Кој е вашето прашање? Сакам да прашам дали е во ред 3,5-годишно детенце својата концентрација да ја насочува постојано кон една иста работа и тоа да трае месец и пол. Доколку не сме концентрирани кон едно омилено животно, сега сме концентрирани кон друго и постојано тоа го цртаме, постојано тоа го играме. Многу малку сме заинтересирани за други работи. Така. Добро, ви благодарам што се вклучивте во програма. Тука станува збор за друга проблематика. Ова нема детево нема проблеми, колку што јас разбрав од гледачката, нема проблеми со концентрација. Значи тоа премногу насочува внимание кон еден предмет или одредена појава или суштество или без разлика што и да е. Значи тука станува збор за друга проблематика. Не знам сега колку е добро без да го видам детето за да така, да се кажувам диагноза.
така да најдобро би било да посетат стручно лице, дали во Прилеп или кади Мислам од кади Битола да рече има, од дека Битола, гледачката, добро, така. се извинувам. Дали од таму да посетат стручно лице кое што ќе ги насочи што всушност треба да работат, затоа што тука треба да се примени дефектолошки третмани, најпрвин да се направи една проценка за да се види што уствари детето поседува и на што конкретно треба да се работи, кој е проблемот. Така. Не мора да значи дека има и некој проблем, обично децата на оваа Така, возраст на 3,5 години, се знаат да се насочуваат, фокусират и по некоја пошто играчка која што им е гледачката интересна. кажа дека често го насочува своето внимание на нешто и го држи одредено време како месец и пол, па после тоа на нешто друго. Овде често знае да биде и нормална појава тоа, така да не е лошо да се провери со специјалист, но не мора да значи дека има некаква проблематика. Така. Да проговорим уште малку за неурофидбек тренинзите. Јас сега најдов дека има голем број студии кои што всушност го испитуваат ефектот од неурофидбекот или уште го нарекуваат и биофидбекот, и сега некој сугерира дека неговото дејство не е многу поголемо од плацебото, но од друга страна сепак Американското здружение на педиатри од неодамна го препорачува како прва поддршка кај деца со дефицит на внимание. Сега ние проговоривме пред емисија во однос на плацебото, може ли кај деца воопшто да се зборува за тоа? Не, кај деца не може да има плацебо, затоа што да има плацебо треба самата личност да разбира или да очекува некој ефект. Тоа и самото плацебо е тоа, значи очекуваниот ефект без пред тоа некоја дразба која што би го поттикнала тоа, така да кај децата не може да се настане оваа ситуација. Кај возрастните може би, значи сме го сретнале ние во нашата работа, значи најчесто ни треба 5 третмани за да се види ефектот од работата, а веднаш некој после првиот третман се чувствуваат многу подобро, што реално не е возможно. Да, тука е тој плацебо ефект, значи од премногу верување и очекување тие самите се чувствуваат многу подобро, иако баш тоа не е тој плацебо ефект, а кај нас треба одреден период или 5 третмани па нагоре да видиме реален ефект од самата работа. Да. Колку третмани кај децата се потребни за да има некаков ефект? Најмал број на третмани. Што говори вашето искуство? Тоа е многу индивидуално. Индивидуална работа е кај секој клиент, но 20 третмани се препорачуваат од 20 до 40 најчесто да се направи автоматизација на мозокот или промената што сме ја направиле да остане, да го има тој долготраен ефект, па со години натаму. Така да под 20 не се препорачува, иако некои проблематики многу баш се решаваат после тој петтиот третман и многу побрзо се средуваат, но идеално би било да се направат 20 Има ли третмани. деца кај кои што не може да се постигнат резултати со овој начин на работа? Тоа е се исто така индивидуално. Од причините, зависи. Да, потешки диагнози, потешко има ефект, нормално, тоа е секогаш така. Значи, кај некој има потреба од многу повеќе третмани и многу подолготрајно треба да се работи со неурофидбек за да се види тој ефект. Така да, кај сите има ефект, но треба кај некој многу повеќе време за разлика од други. Значи, после овие вежби, мозокот на детето всушност учи да се концентрира и без третманот, така? И без помош од надворешноста, да. Значи, тоа е нешто што се учи, јас тоа не го знаев досега, дека концентрацијата и вниманието може да се научат. А дали дефицитот на внимание може да се намали со текот на годините и да исчезне, како што да речеме се намалува хиперактивноста кај децата веќе кај пубертетот? Каде ќе сакаш да одговориш? Дефицитот на внимание се намалува секако со тек на возраста во текот на годините. Така. Значи може да исчезне проблемот и без третмани кај децата? Така е, но најдобро е да се направат тие третмани за детето да нема каснење во развојот или нормално со своите врсници да напредува како и сите други. Иако може да се изгуби таа хиперактивност и дефицит на проблемот со дефицитот на вниманието, најдобро е да се работи на тоа да се изгуби што поскоро можно. Освен што позитивно влијае неурофидбекот на концентрацијата, на
учењето на некој начин или децата почнуваат и подобро да учат, какви се придобивки други има? Дали влијае и на некои други фактори? Тоа многу зависи од каков дисбаланс имаме или со каква да се поправи ракопис, артикулација на говор и слично. Да, исто тоа, но неурофидбекот тука помага во подлогата на тие работи. Сепак треба дефектологот да работи со тоа дете за да го постигне тоа ефект, но со помош на неурофидбекот многу полесно се постигнува тој ефект кај со работа со дефектолог и со работа со логопед. Зависно, да. А дали се применува кај деца кои што имаат проблем со аутизам или со некои други нарушувања? Каде се применува? Се применува кај сите, значи ова е тренинг на мозокот и може да има проблематика, се работи на сите проблематики како аутизам, како церебрална парализа, развој нарушувања, деца со посебни потреби од широк спектар, а исто така се работи и со деца кои што не се диагностицирани и баш затоа се вика тренинг на мозокот, затоа што можат сите да го работат и сите да имаат бенефит. Не мора да има, не е за одредена структура, сконцентрирана на одредена структура, така да може сите да го практикуваат. А како изгледат комбинациите од неурофидбек и дефектолошки вежби? Дали се прават во исти ден, се прават преку еден ден, со колкав интензитет вие проценувате дека треба да се работи кај едно дете дополнително покрај неурофидбекот? Зависно од ситуацијата. Најдобро е да се спроведува веднаш после неурофидбекот да се спроведе и дефектолошки третман. Сега зависно од ситуацијата, од можностите на детето, тогаш се и испланира и тогаш се спроведува. Така, дали препорачувате некои вежби да ги прават децата во домашни услови со родителите? Има ли некои работи кои што може да ги работат? Како што спомнав, претежно оние вежби што се за релаксација им посочуваме колку пати на ден задолжително пред децата кои што одат во училиште, пред тргнување училиште, задолжително пред почнување на час, за да можат да внимаваат на часот, нели им пречат на останатите деца воедно и повеќе да можат за да помнат. Некаде прочитав дека многу позитивно влија играта на буквата, значи за развојот на концентрацијата, на вниманието, па дури и кај деца со дислексија исто така помага. Тоа е една добра игра која што родителите можат секојдневно да практикуваат со своите деца, затоа што е многу добра од повеќе аспекти. Така е. Сите овие вежби, исто како оваа игра и други игри, се пожелни да се прават, затоа што самото дете и на овој начин тренира некои работи да ги осоврши, како говорот, како фината моторика, како цртање, пишување. Сите тие се позитивни и имаат добар ефект на самиот мозок. Ви благодарам што бевте дел од 0M+. Во денешната емисија представивме нешто што е ново, што не толку познато на гледачите и ете им разјаснивме доколку имаат проблем со нивното дете кој што е поврзан со концентрацијата, со дефицитот на внимание. Постои начин преку игра да се реши. Ви благодарам уште еднаш што бевте дел од емисијата и благодарам и на гледачите што не следеа со внимание. Се гледаме секој работен ден во рамки на утринската на Телма. Пријатно.